Една од целите на истражувањето беше да го анализира влијанието на состојбата на медиумите и медиумската писменост врз вештините кај самите новинари и останати медиумски работници да произведуваат квалитетни медиумски производи. Во однос на некои начални наоди до кои што стигнавме, ќе презентирам дел од нив. Значи, првенствено, лошата економска состојба во која се наоѓаат медиумите се одразува со прилично слаб квалитет на новинарството во државата, пред се преку слабите продукти, а следствено на тој слаб интерес за вработување во таа сфера. Односно, се помал интерес за вработување во однос на минатото. Понатаму, слабата финансиска состојба на медиумите ги прави медиумските работници лесно ранливи и подложни на директен или индиректен притисок. Политичките притисоци, како и манипулацијата со медиумски содржини за остварување политички цели, не дозволуваат развој на медиумската слобода и резултираат со култура на автоцензура. Потребно и зајакнување на професионалните стандарди на онлайн медиумите, како и регулација на нивното регистрирање и финансирање. Значи, на прашањето дали на новинарите во Северна Македонија има потребно градење капацитети за медиумска писменост, скоро половина, односно гледате 49,5%, велат дека потребно е редовно наградување на знаењата и капацитетите на новинарите, а дополнителни 45,5% велат дека е потребно значително да се зајакне медиумската писменост кај новинарите. Значи, преку 95% од анкетираните медиумски работници сметаат дека и како им е потребно надградување на капацитетите во однос на медиумската писменост. Со кој што сакавме да ги идентификуваме моделите на дезинформација, пропаганда и говор на омраза во медиумите во јавната комуникација во Македонија, да утврдиме структурата и карактеристиките, политичката и економската поддршка, како и нивното можно влијание. Значи, традиционалните медиуми најчесто се возражуваат до отворен говор на омраза, барем во последните 2 години, таков е трендот. Најголем дел од дезинформациите и говорот на омраза се создаваат и се пренесуваат онлайн. Додека говорот на омраза се шири најчесто на социјалните мрежи, кај нас Facebook и Twitter се најпогодните социјални мрежи каде што се продуцираат и каде што се шират дезинформациите и говорот на омраза. Дезинформациите и говорот на омраза првенствено се шират поради тоа што политичкиот и медиумскиот систем овозможуваат услови за тоа. Како Македонија има долга традиција на политичка манипулација со медиумите, што доживеа своевидна кулминација во периодот од 2008 до 2016 година, кога политиката и партијата целосно доминираа врз медиумската сфера, практично ги поклопија медиумите. Јас ќе презентирам податоци кои што се добиени од две различни истражувања, значи една комбинација на податоци од две различни истражувања, двете спроведени кон крајот на минатата година, едното во декември 2019 година за потребите на агенцијата, а едното кое што за потребите на ОПСЕ и на агенцијата беше спроведено неколку месеци претходно во септември. Го потврдува на сомневање дека телевизијата во последниот период и повеќе други истражувања тоа го покажуваат, дефинитивно не е најдоверливиот и најдоверливиот медиум за информирање, информативните портали и за телевизиите. Публиката забележува негативни содржини на социјалните мрежи, конструирани и лажни информации што намерно ги шират групи и поединци за политички и други цели. Публиката смета дека многу често 30% од публиката смета дека многу често ова се случува на социјалните мрежи и останува на крај како епилог да се запрашаме кои се стратегиите на проверка на вистинитоста на информациите кои што публиката ги добива, и тоа е во самиот корен на проблемот на медиумска писменост завлегува одговорот на ова прашање. На слайдот ќе видите дека кога забележуваат суштински разлики во информирањето на медиумите, луѓето во нашава земја најчесто ги проверуваат информациите низ разговори со блиски луѓе, со членови од семејството, пријатели или барат мислење од други луѓе. Дури 52% го користат овој метод на кларификација или како да го наречеме на проверка на вистинитоста на информациите.
што исто така укажува за состојбите. Само мал процент, помалку 20%, самите истражуваат и прават споредби со информации од други релевантни извори. И исто така мал процент, 24%, ги споредуваат објавените прилози и прифаќаат дел од содржините, а отфрлаат дел од содржините, односно критички се однесуваат кон информациите што ги добиваат во медиумите. Ова истражување кое што е комплексно, не опфаќа само делови кои што се однесуваат на медиумската сфера, Цивил ги набљудува, мониторира, истражува односите и во изборната администрација, начинот на кој што се спроведуваат изборите на гласачките места и така натаму, но еден сегмент секако дека се посетува и на начинот на кој што се одвива изборната кампања во медиумите. Би сакал да ги нагласам заклучоците до кои што ние дојдовме преку оваа анализа, која што се потпира делумно на ова квалитативно истражување, односно следење на содржините од црната пропаганда, од изворите па се до финалниот, како да речеме, дисеминатор или сејач, па и реакциите на публиката. Што се однесува до заклучоците, општа констатација дека подобрувањата во сферата на медиумските слободи и во некои аспекти на известувањето на влијателните медиуми, која што се констатира во овие неколку последни години, пред се преку отсуство на отворена тенденциозност и навивање на мејнстрим медиумите и во телевизиите, за жал не донесува значајно поместување во начинот на известување на изборите, и дека е евидентна експлозија на содржини во кои доминираат пропагандата, дезинформациите, омразата, пред се во сферата на онлайн медиумите и на социјалните мрежи. Тоа произведува дополнителна политичка поларизација и поделби помеѓу граѓаните, кои понатаму се манифестираат преку говорна омраза, закани и повици за насилство, па и реално насилство. Уште позагрижувачко е што омразата од виртуелниот неретко се прелева и во вистинскиот свет и дека резултира со не така мал број на инциденти, директни закани со оружје, физички вандализам, физички напади и насилство, а да не зборуваме за повеќето случаи на жесток говор на омраза и кон учесниците во политичката трка, но и кон луѓе кои што воопшто не учествуваат на изборите.